Лагање, бидејќи се доставија нови докази, ново дополнение на вештачење и во никој случај како сериозен адвокат не можам да се согласам да отпочни сослушување во поглед на кривично-правниот настан, а да не знам точно што стои во тоа дополнително вештачење. На медицинското мислите? Да, на медицинското вештачење. А во врска со тоа прочистување на снимката не ве разбравме во Туделов. Па видите, застапникот на обвинението требало во фаза на истрага да ги расчисти сите факти и околности пред да поднесе обвинение. Очигледно е дека имало страшно брзање кога без да се обидат да направат прочистување од истиот овој орган кој што сега кажал дека не може да се врши прочистување, поднесле обвинение и дури сега дополнително предлагаат, а тоа не може така. Значи, сите докази се доставуваат или со поднесување на обвинението, или по завршување на доказната постапка, ако од изведените докази произлегуваат некои нови околности заради кои треба да се изведуваат нови докази. А денес, мојот и колегата Николевски чин за напуштање на расправата е фактички револт на, не сакам да кажам дека на некој начин и судот има некој притисок, бидејќи ова е основно право на одбрана да ги има сите докази. Не е sejedno во овој момент, ако има некоја измена на медицинското вештачење, тоа да не го знаеме и да не можеме да поставуваме одредени прашања во поглед на повреди и така натака. Јас предпоставувам што е направено, бидејќи се јавува тука и проблем зошто така брзо и на тој начин оштетениот ја напушти болницата Свети Размо, која што е позната болница, и во фаза кога требало да биде префрлена максилофацијална хирургија во Скопје, наместо во таа болница е однесен на аеродром и со владин авион на Република Бугарија е однесен до Бугарија. На каков притисок се сомневате врз судот? Молам? Велите притисок врз судот. Па така, Притисок се сомневате? ако вие како новинари не можете да одговорите и не го чувствувате тој притисок, од еден случај Пендиков се направи меѓународен проблем и европски проблем, тогаш не знам зашто ме прашувате воопшто. Истата вечер имало и друг настан каде што бил претепан човек од повеќе извршители, кај што бил исто така повреден, никој нити го спомна случајот, нити излезе во вести. Мислите дека одлуката ќе биде политичка, дека одат Не, за одлуката не велам ништо, за одлуката не велам дека ќе е политичка, меѓутоа, за тоа да не биде одлуката политичка, сме тука ние бранителите. И стрикно ќе се бориме за апсолутна примена на законите. Ако врз основа на доказите произлегува дека е виновен, ќе си одговара тој што е виновен. Меѓутоа, гледате во самото обвинение стои дека обвинетиот Илија со НН лице. Епак, тоа НН лице кои повреди ги нанесе? Тоа е многу лесно со НН лице. Значи, тоа ќе видиме, да? Снимката може ли да смени нешто? Не може ништо, затоа што, ако слушнавте, не може да се направи прочистување на снимката, а видовте, ако бевте присадни на минатата расправа, кај што обвинителот вели, по моје мислење ово е овој. По моје мислење ово е овој. А ја кажа, по моје мислење, кој е тој за кој што таа вели дека е обвинетиот Илија. Јас мислам дека е тој човекот што го спомнав. Дека е тој, па нека докаже кој е тој.